четврток, 13 јуни, 14 часот, почеток на денешната отворена програма на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е Елена Милошевска, со нас ке се дружите се до 17 часот и 40 минути во првите 3 блокови од отвореното студио. Секако, како и во секој друг ден, така и денеска за вас подготвивме доста интересни теми, но и гости кои што ќе бидат дел од денешното отворено студио со кои што се надеваме, но сигурни сме дека ќе го задржиме вашето внимание. Предлагам на почетокот Елена да ги презентира најавите за темите, но и гостите. Повели. Добар ден, почитувани гледачи, уште еднаш и од мене. Па ајде накратко да погледнеме што е на што ќе гледате во текот на денешниот ден на програмата на 1 ТВ. Стандардно во овој прв блок отворено студио 1, сега ќе се навратиме на вчерашните гостувања во отвореното студио 1 во дневникот, но и авторската емисија Печат на неделата на Сашо Ардановски, па потоа 14 часот и 30 минути, уште еден веќе добро познат термин резервиран за вестите. Веднаш по вестите ние се враќаме повторно во отвореното студио 1, каде што во 15 часот и 25 минути ќе разговараме со тројца гости. Станува збор за Бобан Блажевски, организатор и раководител на меѓународниот фолклорен фестивал Свети Тројца, кој што овој викенд се одржува во Скопје, и исто така ќе ни гостуваат и двајца играорци, Ања Николова и Владимир Петровски. Потоа следува анализата заедно со колегата Дејан Андоновиќ, анализа на вестите од регионот и од светот, и уште еден термин за вестите во 16 часот, каде што ќе ви ги презентира колегата Игор Стефановски. По завршувањето на ова информативно издание, секако следува веќе добро познатото кулинарско шоу Маја готви, и ние веќе во 17 часот се враќаме повторно во отвореното студио 1, а освен Италија која што произведува моцарела, и Македонија може да се пофали исто така дека произведува врвна моцарела. Ќе разговараме всушност со Владко Ружин, ко-собственик на компанија за производство на моцарела, а исто така ќе погледнеме и кратко интервју. По завршувањето на овој трет блок отворено студио 1 ќе се подсетиме на најдобрите и најинтересните моменти од втората гала вечер на музичкото шоу Звезда број 1, и потоа следуваат нашите ексклузивци, веднаш по нив исто така и студио Мода со Сергеј Варушлија. Потоа 19 часот и 20 минути вечерашното отворено студио 1 ќе го превземе колешката Анета Кочишки, па следува централниот дневник во 20 часот. Веднаш по завршувањето на дневникот повторно се враќаме тука во отвореното студио 1, каде што токму на ова место ќе седне колегата Александар Чумовски, а темата ќе биде по Берлин како до Брисел. Натрешни предизвици, секако ова е тема која што овој период е навистина актуелна за македонските преговори за Европската Унија, и нова иста тема Чумовски ќе има и граѓански форум, па секако сите вие кои што имате да дадете свој коментар, мислење, ќе може слободно да се јавите. Денешната програма ја затвараме со вестите во 23 часот со кој што ќе ги води колешката Кристина Атовска. Костас Стратилатис е професор по уставно право од Грција. Од следната година неговите предавања може да ги слушаат студентите на Универзитетот ФОН. Токму со Костас во текот на вчерашното отворено студио 1 разговараше Боријан Јовановски на повеќе теми, меѓутоа во фокусот беше договорот од Преспа, односно договорот за името кој го подпиша Македонија и Грција. Според Стратилатис, ова е најдобриот договор кој Грција можеше да го замисли во овој период. Да не должам повеќе, еве дел од гостувањето на Костас во отворено студио 1. For me, it wasn't a year, it's as if 5 years passed, because a lot of things happened, both in your country and in Greece. In your country, I mean, if I could briefly narrate the whole process, there were 600,000 brave people who made a decision to change the name of their country. This is unprecedented. They didn't do it for nothing. There were reasons. European Union, NATO, whatever. In the other side, we had a very different scenario.
This agreement was the most that, in my opinion, I'm afraid that I do not express 9 million Greeks who are against my opinion. Of course, we Yes. are not expecting that you are a Yes. spokesperson of 9 But, million the Greek society, there are but some as an hundreds- intellectual, and we are wondering just to know what your assessment. And to be fair, there are some hundreds of thousands who might share my opinion. For me, this could be the best agreement Greece would ever imagine at this period, in this century. If we speak about next century, I don't know. So, but the reaction of the political system, and when I say political system in Greece, it's mostly the media system, which is controlled by the opposition. The reaction of the main opposition party and by the Socialist Party, they took a position which was not the Greek national position after 2007. No Macedonia in the name. This was an unrealistic position. Then they started grunging about the nationality and about this and about that. But the big picture is that in Greece, Tsipras made a brave decision. He took the political cost. And I believe that your leaders also were very courageous. It was not only your leaders, it was the members of the parliament. And there were some members of the parliament, in the Greek parliament, Tsipras did not have a majority. There were some members of the Greek parliament who committed political suicide in order to stand up for... That's the other question. Both, I mean, international community, everybody in the United States, European Union said that it was a very brave decision, courageous decision. But on the other side, both Tsipras and Zaev, they're politically damaged. I don't feel that Zaev is so much damaged, and I feel that this is the case because Zaev has the opportunity to communicate with his people. I'm afraid that Tsipras, if we exempt 2 newspapers and the public broadcaster, he has all the media, not just making propaganda, but telling lies all day long. That's something that has been happening in Greece for the last 20 years. So people are not expected... We are not immune from this kind of damages. I mean, especially when we are talking about Tsipras, fake news. Tsipras took a big cost. It wasn't only this. As you may know, Greece went through a great crisis. It was even bigger than the big crisis in the United States in the mid-war. We lost almost 27% of our GDP in 5 years. This was not something that has ever happened in any countries, apart the ones who entered a war. But this was huge. I mean, Greek people were suffering. In the first year, when I was living in Athens, there were a lot of people, colleagues, without electricity, without water. Decent people, you were seeing hundreds of people living on the streets. You cannot imagine that all these people, of course, they are in a much better situation now, but someone had to pay the cost. Professor Satratis, in this context, how do you explain the fact that the Nea Demokratia government back in 2008 created somehow this very bad economic crisis, and now people in Greece are willing to have once again the government of Nea Demokratia in power? In order to be fair, it wasn't only Nea Demokratia who ruled Greece the last 50 years. Together with PASOK, okay. Together with the so-called Socialist Party, PASOK, they were ruling Greece, and surprisingly, when the crisis came, they convinced all the media to tell to the people, it's not our mistake, it's your mistake.
Патот на Северна Македонија кон Европската Унија помеѓу Берлин и Париз беше тема на дискусија во вчерашната авторска емисија Печат на неделата со Саша Ордановски. На него пак му гостуваа двајца гости, претеничката Ивана Туфекџиќ заедно со амбасадорот Ѓорги Филипов. Според Филипов нема потреба од драми бидејќи ова е увертира на тоа што допрво следува. Според Туфекџиќ пак таа смета дека само за 2 години Македонија успеала да стане вистински пример за регионот. Во продолжение гледаме дели од ова гостување. Нема потреба од драма. За нас нема потреба, за тие што ги познаваат работите, нема потреба од драма, затоа што е само ова една, да кажеме, ако со оперски јазик да се изразиме, увертира на тоа што следува. Со оперски јазик речено е една оперета. Ова е увертира, сепак јас би рекол, на операта што ќе биде влегување на Северна Република Македонија во Европска Унија. Ова е увертира за давање датум и нема потреба. Таа овертира трае едно кратко време, дали е 1 минута, не е сигурно, дали е 5-15, зависи од режисерот. Меѓутоа, сметам дека дали ќе биде датумот во јуни, во јули или во септември, октомври, дека нема голема разлика. Има разлика меѓу, можеби, за учесниците во операта, како што велите овде, затоа што инаку за нас како земја не е толку голема, не е толку страшно сепак. Мислам тоа дека ќе биде одложено едно фазно поместување, велиме не инженерите, на таа одлука. Прво, ако зборуваме за Германија, што ќе се донесе во парламентот, односно во Бундестагот, а потоа и во Советот на Европа, бидејќи препораката од Европската комисија, односно Европскиот парламент ќе си остане како што е, таа важи без разлика што ќе биде тогаш, можеби друг парламент и до октомври, мислам, нема да се смени. Тоа не спречува да ги направиме сите анализи кои се врзани со овие, бидејќи некои од нив се занимливи. Тоа е мое лично мислење, се разбира, и влијаат милион фактори на Госпожица Туфекџиќ, се согласувате ли со оваа констатација? Ви благодарам многу на поканата, навистина ми е чест да седам со вакви соговорници. Тоа е вистина чест, особено кога сте најмлада во парламентот, за овие теми. Јас мислам дека во овој момент, точно драма, ако наречеме дека има драма, не мислам дека треба да има драма, меѓутоа мислам дека многу е важно каква порака ќе испрати Европската Унија кон нас и кон компромисот кој што беше направен во поглед на договорот од Преспа, особено меѓутоа ние гледаме во европскиот извештај и други напредувања кои што се направени точно врз основа на јасната перспектива која што ни беше дадена. Така што не мислам дека тоа нема да ни значи многу 2-3 месеци, напротив, мислам дека ќе ни значи многу, бидејќи во еден контекст, особено во Македонија, каков што е. Ние сме фрагилна демократија, земја која пред само 2 години се зборуваше дека е заробена држава, земја која на 27 април пред не толку одамна беше на работна граѓанска војна, сега одеднаш станува светол пример на Балканот. И мислам дека Европската Унија ќе загуби многу во својот кредибилитет, најпрвен кај про-ЕУ силите во земјата, а потоа нормално тоа ќе им даде големо значење на оние евроскептици кои што не можете да ги најдете и само во опозицијата. Вие можете да ги најдете и по други некои сили кои што може да добијат. Сепак ќе се обидеме малку подлабоко да навлеземе, бидејќи мислам дека сите овие анализи и целата оваа елаборација слушаме веќе со недели, дури мислам дека и самиот премиер оди експлицитно во некакви квалификации и така натаму. Ќе се обидеме малку да расчепкаме околу овие, да кажам, ситуации со кои сме се соочени. Филипов, имате огромно искуство и со Германија, и со Европската Унија, се разбира и така натаму. Ретко се случува, до сега никогаш, да Европскиот совет одбие позитивна оценка на Европската комисија. Се случувало предходно повеќе пати да на негативна оценка донесат политичка оценка за прием на земји членки, за отпочнување преговори. Не ги знаеме целиот овој бран од јужноевропски земји, значи Португалија, Шпанија и Грција на времето и така натаму, до најновите случаи со Бугарија и Романија, која нивните извешти не беа ни приближно до овие нашиве, но заради одредени политички состојби и така натаму. Ова ќе биде еден уникум за Европскиот совет. Впрочем, ќе видиме каква ќе биде одлуката, но сите сигнали се дека, вклучувајќи денеска и средбата меѓу Пендаровски и Туск, дека нема да има датум. Може ли да не објасните сепак зошто е тоа така?
Јас ќе се обидам, иако тоа го направи во едно писмено интервју, меѓутоа еве сега и за пратеничката, која што оценам и честитав што на толку години е сепак пратеник и на тоа на важни позиции во парламентот и во комисиите. Европска унија е една структура. Значи не е тоа една земја која што некој еден човек ќе даде некакво ветување, па тоа ќе биде исполнето. Значи Европска унија е една матрица во која што има повеќе чворови, односно јазли, да ги наречеме. Но освен политичките состојби за напредокот на Македонија, секако едни од најважните се и состојбите во судството. Токму во минатиот период се отвори дебата во судскиот совет, но и во јавноста околу тоа што се случува со оној дел од судството кој што остави доста големи хипотеки зад себе. Токму на оваа тема со Сашо Ордановски во вчерашното отворено Студио 1 разговараше адвокатот Звонко Давидовиќ. Главната тема, односно главното прашање е дали ќе се случи проветрување во судството. Да видиме дел од неговото гостување. Факт е дека новиот состав на судскиот совет не е ништо поразличен во работењето од претходниот и по прашање на транспарентноста и по прашање на односот на горливите прашања, но факт е дека судскиот совет не доживеа ни еден член одговорност која мораше да ја понесе. Вие се сеќавате на извештајот на Прибе, каде што меѓу другото кажуваше и го лоцираше проблемот и во судскиот совет. Се сеќавате на извештајот на Европската комисија која го посочи предметот јустиција, во кој дословно кажа не е проблем овде меѓу овие неколку суди, туку е проблем во раководењето и управувањето со судството. Ако вас ви го лоцираат тој проблем и ви го нацртаат, а вие немате години потоа одговорност од ниту еден од членовите, навистина кој ќе сака да се зафати и да работи нешто поразлично од она што е веќе зацртана патека. Во вашата последна колумна велите по 4 години Голгота и Немиро обвинетите ја добија заслужената правда преточена во ослободителна пресуда, но што добија Сваровски битангите кои го режира и измислија предметот јустиција? Ништо. Се уште се таму кај што се, за жал, и никој од нив не понесе одговорност. Тоа е предмет кој навистина представуваше Голгота, ако погледнете дека еден куп суди и администрација беа ги носеа солисици, полициски специјалци ги носеа, ги приведува. Доживеа нова Голгота, почна истрагата, почна и заврши во Скопскиот суд. Почна судењето во Скопскиот суд и по нечива желба, никому не е јасно како и врз основа на кој законски текст, беше префрлен предметот во Битола. И сите обвинети одеа во Битола на судење, за да иако истрагата почна овде во Скопје. Познавачите на правото ќе ви кажат, предметот кај што почнал мора и да заврши. Треба луѓето кои почнаа предмет, кои дадоа мерки на предпазливост, кој подигна обвинение и го дозволија обвинението и да ги суда до крај. На почетокот на неделата во понеделникот се одржа една седница на судскиот совет во која според некои најави сите очекувавме дека ќе има некои, ќе се пресечат некои работи и ќе слушнеме дека некои звучни имиња кои се активни во судството дека ќе бидат разрешени. Имаме заклучок во кој се вели донесено е решение за времено оддалечување на судија од вршење на судска функција. Тоа е едното, второто е донеси се 2 решенија за ставање вон сила на решенијата за времено оддалечување од вршењето на судската функција. Тоа се тие решенија за кои се укинати за оддалечување, токму за предметот јустиција, она што ви го кажам. Тоа се за судии кои суделе во предметот јустиција? Не, тоа се судии кои беа судени во предметот јустиција од оделот за прекршоци. Дојде време кога добија ослободителна пресуда, стана правосилна и луѓето треба да им се укине мерката оддалечување, времено оддалечување од судот и да се вратат на работа, затоа што не се ставање вон сила. А за кого е решението за времено оддалечување на судија од вршење на, значи некој судија е оддалечен. И тоа станува збор за во управниот суд. Во управниот суд, каде што јавноста беше запознаена дека беше времено оддалечен се до завршување на постапката. А што се случува со Сваровски екипата, ако може така да кажам? Тоа знам колку што знаете и вие и јавноста. Прочитав некои коментари дека
беше големо изненадување што ниту еден од посочените имиња, па главни носители на судските функции и раководни функции во судството, не беше покрената постапката, него некои си други луѓе за кои и понатаму не знаеме кои се тие луѓе. Судскиот совет требаше да биде транспарентен во своето работење. Токму заради ваквата состојба и ситуација во судството и кога беа напаѓани членовите на судскиот совет, новата власт, условно кажано сегашната власт, кажа дека ќе направи се да го отвори судството и да биде потранспарентно. Такво нешто не се случи до денешен ден. Гледате дека апсолутно ништо ново, нема нов квалитет во нивното работење. Инаку, дивите тераси понатаму проблем во Дебармало. Токму на оваа тема, односно рушењето на дивите тераси, во вчерашниот дневник гостуваше актуелниот градоначалник на општина Центар Саша Богдановиќ. Тој истакна дека досега многу пати апелирале до угостителите, а исто така имале и извршување на решенија. Но тој вели дека очигледно не им доаѓа памет. Во продолжение гледаме дели од овој разговор. Во зависност, нашите рушења зависат некојаш и од други институции. Ни се случува некојаш некој решение да не биде оспорено, па потреба повторно да се повтори постапката, но баш од овие причини сега почнавме по ред да одиме за да видат луѓето дека навистина немаме селекција. Значи сме почнали од едно и сега чистиме, да кажам, цела улица. После преминуваме на друга, па на трета, па на четврта и по ред. Да не испадне сега на едно место почнуваме, на друго место завршуваме, а измеѓу оставаме. Не, напротив. Дебармало очигледно стана, ако може на државно ниво, стана центар на ноќниот живот. Размислувате ли да го претворите во пешачка зона некоја? Да, ние моментално работиме на нови сообраќајни режими. На жалост, во изминативе години воопшто не е менуван сообраќајниот режим, тоа мора со сообраќајен проект, а тоа е за време на викенд да биде ослободено Дебармало, парк, па потоа уште некои други населби од движење на возила, со тоа што ќе биде претворено во пешачка зона, односно ќе биде дозволен влез само за тие што се резидентни возила. Кога ќе биде готов проектот, ќе го обзнаниме пред јавноста чисто да биде запознаен. Таму има станови, има жители кои не се задоволни затоа што до толку е тој хаос направен што просто има ситуации, улици каде што не може пожарна, не дај Боже, брза помош да пристапи токму поради тој еден хаос, Дебармало, пазарот. Од друга страна, и голем дел од критиките се токму за децибелите од кафулињата. Вашиот колега Шелегов смета дека со ова рушење ќе се анулира практично и тој проблем со децибелите. Дали ви останувате на тој став, бидејќи се работи за различни работи? Едното е недозволено поставување на урбана опрема, а другото сепак се работи за гласната музика и за време траењето до кога таа се пушта. Па еве, као отприлика ќе почнам едно кафуле, започнува прво со оној дел простор кој што ќе го изнеми, тоа е во склоп на некоја зграда, па после ќе пушти две маси, па ќе стави доле патос, па ќе направи стакленик и така натака, и ќе го прошири, на крај почиња со малку музика, па многу на крај завршуваат со диџеи кои што навистина предизвикуваат многу немир. Да, во право е градоначалникот на град Скопје, со ова се анулира, но тука не застануваме. Ние веќе сме во разговори и во изработка на одредени измени во правилниците, со кои што јасно ќе се ограничи во населени места што може да постои од кафулиња. Дел од проблемите кои што се и во позитивните правилници, односно кои што се применуваат сега, дозволуваат во зграда да можете комотно да отворите клуб. И сега работиме на тоа, благодарение на град Скопје кој што ни помага во тој дел, да направиме еден правилник со кој што навистина од старт прво ќе се ограничи. Втората работа е отстранување на присилен начин. Јас користам оваа прилика да апелирам до сите оние што има добиено решение да се ги отстранат, бидејќи доколку ги отстрануваме ние, трошотите се многу поголеми, казните се многу поголеми, а веќе ние спремаме кривични пријави за таму кај што навистина е веќе тврда градба. Не зборам за Настрешница. Да, предносно сакам да добијам и на моето прашање одговор што е со улиците кај што нема пристап, и тоа видовме во онаа ситуација во Кисела вода каде што е далеку порелаксирана сега кога имаше пожар, каде што стварно не може имаат проблем пожарна, велам, не дај Боже, или брза помош да пристапат до некој живеалиште. Со сообраќајните режими кои што ќе ги направиме, инфраструктурните зафати ќе ги ослободиме, и тротоарите и улиците каде што има простор. Предвидите ли паркинзи? Да, таму кај што има простор. А кога треба да се реализираат тие проекти? Па ние се надеваме тие планови конкретно за Дебармало дека веќе до крај на летово ќе ни бидат готови и набавките и спремни. Прво ќе почнеме од главната Орце Николов, а потоа одиме по споредните. Бидејќи морате главната орта, нели, да ја средите, а потоа идете кон споредните улици да ги решите.
и ќе биде само дозволено за резидент. Комерцијалните ќе бидат преместени на друго место. И ве чека една тешко политичко, да, може би прашање. Ево јавен интерес, граѓаните го поставуваат како прашање, ве конкретно на вчерашниот мегдан со вашиот колега Петре Шилегов, му беше поставено прашањето кога ќе ја срушите терасата на Белата палата која е нелегално изградена, а тој одговори дека во ваши раце и во ваша надлежност е рушењето на таа тераса. Тоа не знаеме дали на стрешница или тераса. Да, има, тоа Боријан што го каже, имаше одредена дискусија, односно потези од претходното градско раководство да го представат тоа како тераса, но како на стрешница, извинете. А ние докажуваме дека тоа е тераса. Бидејќи градежната инспекција во наши раце, ние се пробуваме решенијата кои што беа донесени за отстранување да ги ставиме во сила, односно во живот, за да може да ги спроведеме, бидејќи во тоа време, кога централната и градската власт беа нормално под ВМРО ДПМН, ние ги оспори тие решенија со цел да докажат дека тоа е на стрешница. Сега го враќаме полека тој процес, кога ќе стане правосилно решението, истото ќе биде извршено, исто како вие. Сакам да напоменам, чисто да се знае околу селективност. Ќе апелирате и до нив сами да си ја срушат терасата? Ако не си ја срушат, ќе мора да пристапиме ние, трошоците ќе мора да ги платат на општината. Нормално и казните кои што следуваат. Тоа беше дел од гостувањето на градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ во вчерашниот централен дневник на ННТВ. Тука е крајот на овој прв блок отворено студио 1 со мене и со Елена. Се гледате повторно во 15 часот и 20 минути, но останете на програмата на ННТВ, бидејќи следуваат вестите со колегата Игор Стефановски.